Утрово температурата во Охрид изнесува минус 13 степени, а во текот на ноќта живата во термометрите се спушти и до минус 20 степени. Охриѓани не паметат ваква зима. Со дел од граѓаните кои што имавме можност да поразговараме утрово велат дека во Охрид имало зими, имало и снегови, големи снегови, поголеми можеби и од овој, но ваква температура со олку минусни температури, тие велат дека не паметат. Најчесто според нив температурата се спуштала некаде до минус 5, но тоа било најчесто до кога што се спуштала температурата, за разлика од сега кога, како што кажа, во текот на ноќта се спушти и до минус 20 степени. Припаметите ваква зима и ваков студ? Долку не. Сега се вистина овие неколку дена ниски температури. За Охридов се специфична температура. Други години знаем максимум до минус 5. Така, ама годинама вистина овие неколку дена знаете и пониско да е. Не, имало и поладно, ама можда не во Охрид, ама и во Охрид не. Не. Олку долго не. Можело еден ден, 2 дена, ама можда треба некој постар да прашите. Од мене, јас не сум млад, ама. Значи според вас во Охрид не паметате? Да. Само не е страшно, ево. Се можете. Јас не, 70 година не памтам. И тоа е еден парадокс мало имат. Другите години имало и јаки зими, вака и студени. Али обично ќе било тоа са бајле, па кон ручекот мало се затоплуваше до нулата, до така, а после пак при кашарина заладуваше. Али оваа година е контра. Са бајле е потопло, покасно е поладно. Не, ја лично не паметам. Да, ова не го памтам до сега. Можевме да ги погледнеме мислењата на охриѓани кои што, ќе кажам уште еднаш, велат дека не паметат ваква зима со олку минусни температури. Но и покрај снегот и покрај минусните температури, животот во Охрид си функционира нормално. Јавните предпријатија уште во текот на ноќта кога започна и првиот снег, излегоа на терен, ги санираа сите патишта, фрлија по патиштата сол и ризла, но сепак знаеме дека солта реагира само до минус 7 степени, но сепак, како што кажав уште еднаш, животот во Охрид си функционира нормално, жителите ги извршуваат своите секојдневни обврски, така беше и во текот на вчерашниот ден кога голем број граѓани ги исполна храмовите во Охрид за големиот христијански празник Божик. И сепак уште за крај тука би додал дека снегот не направи некои поголеми проблеми, само му даде една поубава слика на стариот дел на градот. Еве доколку можете да погледнете само стариот дел со снегот изгледа како една слика од бајките.